Официјално пуштен во употреба експресниот пат Страцин-Крива Паланка. Патот долг 25,5 километри, кој содржи две сообраќајни ленти широки 3,5 метри и две ленти за застанување од 2,5 метри, вклучува и 3 мостови, 3 клучки, 9 надпатници, 13 виадукти и 44 косини. Од Крива Паланка до Страцин, наместо половина час како досега, од денес се патува само 10 минути, а од Куманово до Крива Паланка, место 1 час, се патува 40 минути. Патувањето од Скопје пак до Крива Паланка е скратено за половина час. Експресниот пат се градеше цели 6,5 години, но работите долго време беа закочени пред да почнат да се интензивираат во последниве 6 месеци. Од ова место викано Чател почнува новиот експресен пат од Страцин до Крива Паланка. Тој се градеше цели 6,5 години. Тој се градеше во два лота, од Страцин до Длабочица и од Длабочица до Крива Паланка. Пролонгирањето на градежните активности беше поради пропусти на работењето на претходниот изведувач, кој беше италијанска компанија. Градежните работи ги дозаврши Страбак, додека втората делница ја градеше Гранит. Опозицијската СРСМ обвини дека претходната влада го реализирала овој проект и дека владата се кити со туги перија. Премиерот Мицкоски пак одговара дека проектот не треба да се злоупотребува за партиски цели и дека патот ќе го употребуваат сите граѓани. Кредитот кој што е добиен од страна на финансиските институции ќе биде враќан од парите на граѓаните. Затоа нема никој право да го присвојува и никој нема право да кажува дека ова е негов пат. Ова е ваш пат на граѓаните и да си го користите и едлија нека е. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта Коце Трајановски им се заблагодари на сите работници кои граделе ден и ног за градежните работи да завршат до крајот на 2024 година. Вели кога ја преземал функцијата, не бил ставен ниту 1 сантиметар асфалт на патот. Речи си никој не верувал дека може да се работи одговорно и се да се заврши во предвидениот рок. Вели договорот за финансирање со Светска банка бил потпишан од претходната влада на ВМРО ДПМНЕ, а истата партија и завршила со реализација. Во јули 2024 година, кога бев избран за директор на јавното претпријатие државни патишта, на првата делница во должина од 15 километри, верувајте, немаше ставено ниту 1 сантиметар квадратен асфалт. А гледам, денеска се фалат дека останане само финалните работи. Меѓутоа, за работата ја гледаат граѓаните, ја гледаат со кој интензитет се работеше во последниве 6 месеци. За вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, овој капитален проект е од огромна значење за граѓаните и компаниите од истокот на државата. Не само што експресниот пат ќе го забрза протокот на луѓе и стоки долж коридорот 8 и ќе го подобри патното поврзување со нашиот источен сосед Бугарија, туку според него треба да придонесе за развој на овој регион кој би бил поатрактивен за странските инвеститори и за туристите. Прв пат во историја на Македонија се заврши еден проект на време. Беше 31.12. ветено, јас и директорот Трајановски на 31.12. го извозевме прв пат овој пат и пративме информација до премиерот дека патот е готов, а еве од денеска ќе може да го користите сите. Експресниот пат чини 102 милиони евра. Од нив 14 милиони се грант од Европската Унија, а 88 милиони евра поволен кредит од Светска банка. Владата најавува силен градежен бум годинава. Капиталните инвестиции се проектирани на рекордно високо ниво од 820 милиони евра. Само овој месец треба официјално да бидат пуштени во употреба патната делница Градско Фариш и првиот дел од железницата кон Бугарија, односно делот од Куманово до Белјаковце.